ова се попладневните вести на Слободен печат. Еве што е ново кај нас и во светот. На денешната комеморација за загинатите во Кочани, една година по трагедијата, со згрчени лица од болка и солзи што не можат да запрат, родителите на загинатите и цел државен врв во Домот на културата во Кочани ги слушаат трагично прекинатите приказни на жртвите. По азбучен ред се читаа нивните имиња, но и нивните соништа кои завршија во пожарот во Пулс пред точно една година. Кочани изгуби 63 бисери, идни мајки и татковци изгубивме цела генерација. Раните не само што не се затворија, туку станаа подлабоки. Не можевме да ги заштитиме од смртта, но може да го зачуваме сеќавањето за нив, зборуваа водителите на комеморацијата кои не можеа да ја сокријат тагата. Мајката на една од жртвите во кочанската трагедија на премиерот Христијан Мицкоски му закачи на реверот беџ со скршено срце, на кое пишува Кочани 16.3.2025. Беџот му го стави Габриела Наунова, мајката на трагично загинатата Надица Наунова. Мицкоски дојде во Кочани на годишнината од трагедијата, се потпиша во книгата на жалост и се поздрави со родителите. Утрово во паркот на Револуцијата во Кочани беа поставени 63 бели столчиња со по една бела роза на нив, во чест на 63 млади луѓе кои загинаа во Пулс. Годишниот ДГ од Република Србија синоќ околу 21 часот на Охридската улица Партизанска бил уапсен од полицајци од ЦВР Охрид, откако претходно 2 пати ја тепал неговата сопруга. Како што информира МВР, физички ја нападнал сопругата прво во угостителски објект, а потоа и во апартман во Охрид во кој биле сместени. По целосно документирање на настанот против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Уште еден инцидент се случил синоќа во Охрид. На улица Аба Семин во 22 часот и 50 минути. Полицајци од СВР Охрид го уапсиле 32 годишниот охриѓанец ЈД, кој се сомничи дека физички нападнал локален малолетник. Се преземаат мерки за целосно расветлување на настанот, пошто СВР Охрид против сторителите ќе поднесе соодветни пријави. Српскиот претседател Александар Вучич денеска ја коментираше изјавата на хрватскиот претседател Зоран Милановиќ дека Вучич треба да внимава што зборува, одговарајќи дека Хрватска треба да внимава што прави, објави данас. Јас сум Александар Вучич и јас сум горд претседател на Србија. Хрватскиот претседател или кој било друг нема да ми диктира што ќе кажам. Сакаме и ќе имаме мир и многу подобри односи со нив, иако нема подли нешта што не ми ги кажале, рече тој. Претходно претседателот на Хрватска ги нарече глупави изјавите на српскиот претседател дека Хрватска, Албанија и Косово наводно се подготвуваат за можни активности против Србија. Премиерот на Република Српска Саво Миниќ денеска поднесе оставка од оваа функција, а одлуката ја потврди самиот на пресконференција. Според српските медиуми, одлуката дојде неочекувано, бидејќи претходно немаше никаква најава дека би можело да се случи вакво нешто. Саво Миниќ изјави дека ќе следува избор на нова влада на овој ентитет и дека претседателот на Република Српска Синиша Каран рекол дека тој повторно ќе биде предложен за мандатар. Во зградата на гувернерството на округот Кепез во Анталија се слушнале истрели, пошто на местото на настанот биле испратени голем број полициски и медицински екипи, објавуваат турските медиуми. Според првичните информации, вработен во Националната дирекција за образование на округот Кепез, пукал од огнено оружје кое го носел со себе. Според неофицијални информации, мотив за инцидентот може да биде наводен мобинг на работното место. За сега нема информации за повредени, а истрагата за случајот е во тек.
Брод што превезувал мигранти и бегалци се превртел и потонал вчера на кратко растојание од островот Лампедуза, соопшти италијанските власти, пренесува АНСА. Италијанската финансиска полиција и крајбрежната стража беа веднаш активирани и со своите глисери успеа да спасат 64 лица. Сепак, 2-годишно момче кое го започнува долго патување со својата мајка од Сиера Леоне, Африка, се уште е исчезнато. Истрагите на италијанските власти продолжија до доцна синоќа и продолжија во зори. Шефот на иранската дипломатија Абас Аргачи денеска изјави дека за Техеран секој крај на американско-израелската војна со Иран мора да биде дефинитивен, јави Times of Israel. Коментирајќи ги американските напади, тој рече дека интересно е што САД признаваат дека напаѓаат за забава и дека не го изненадува тоа што меѓународната заедница не презема мерки, пренесува агенцијата Тасним. Според него, тоа покажува дека непријателот не се придржува до никакви принципи, дека не се двоуми да нападне стамбени области и бесрамно признава дека го прави тоа за забава. Германската влада соопшти дека евентуалната американска војна против Иран нема никаква врска со НАТО. Владата предупреди дека проширувањето на борбените операции и вклучувањето на алијансата би носело големи ризици за партнерите на Блискиот Исток, јавуваат новинските агенции од Блискиот Исток. Ова не е војна на НАТО и нема никаква врска со НАТО, бидејќи алијансата е одбранбен сојуз, изјави портпаролот на владата Стефан Корнелиус пред новинарите во Берлин, одговорајќи на прашање од новинари во Берлин во врска со заканите на Доналд Трамп кон НАТО. Тој нагласи дека ескалацијата на конфликтот би ги загрозила регионалните партнери. Германската влада претходно неколку пати изјави дека нема да учествува во американската војна против Иран. Видеото кое деновиве се споделува на социјалните мрежи предизвика силни реакции и емоции кај јавноста. На снимката се гледа музичарот Махди Ал-Сахли како свири на виолончело меѓу урнатините на уништените згради во Јужен Либан. Видеото беше објавено на неговиот личен профил на Инстаграм. Музичарот се наоѓа на врвот на целосно разурната зграда, обкружен со урнатините предизвикани од војната, создавајќи силен контраст меѓу тишината на разрушениот простор и музиката што одекнува. Токму таа сцена и емоцијата што ја пренесува видеото предизвикаа бројни реакции во схит на социјалните мрежи. Ова беше се во денешното издание на попладневните вести на Слободен печат. Утре се гледаме повторно. Пријатен ден!